ВМРО ДПМН на овие избори практично ги освои речиси истиот број на гласови од она што го освои во 2014-та. Тоа покажува дека сме имале кристално чиста победа во 2014. Затоа што тогаш после изборите се збореше дека победата не била чиста, дека сме ги заплашувале гласачите, дека сме вршиле притисок преку администрација или не знам како се не друго. Се сеќавате потоа СДСМ излезе од парламентот со такви објаснувања. Немаше никакви релевантни докази за тоа, меѓутоа тие го користеа тоа, го зборуваа, по 100 пати кога ќе го повторат. Некои луѓе кои што не можат да проверат дали било тоа така или не, почнуваат и да веруваат. На овие избори, иако сите викаме дека беа чисти, дека беа демократски, фер и така натаму, сепак претходеше една година и повеќе на сериозно влијание од надвор во правец да се влошат позициите на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и да се подобрат позициите на СДСМ. Тоа беше видливо, мислам, секој граѓанин го виде во изминатите година-две, дека одредени фактори од надвор се правеа да му помогнат на СДСМ. Медиумите спонзорирани од Сорос и неговата отворено општество тука во Македонија и сите оние нивна мрежа на институции што ја изградија, имаа задача во минатите 2-3 години да не оцрнат, да не направат такви какви што не сме помеѓу во очите на албанците во Македонија. Да не направат националисти што го мрзат албанскиот народ, практично шовинисти, да не направат дека сме практично нешто што е закана за албанците и дека се што правиме против албанците, а дека тој што со нас коалицира, тој всушност е наш сојузник против албанците за да го доведат во непријатна ситуација нашиот коалиционен партнер.